поедно на сите да ви изразам многу голема благодарност, колку толку нима тие сте. Меѓутоа, ви благодарам од името иницијативниот одбор. Колку сте пензионери, не знам, меѓутоа, овој оцив на пензионерите е стварно за жалење. Значи, вие сте најхрабрите, најхуморите луѓе овде. Најважно е, ние да не се откажиме, луѓе. Кој што сака? Јас секој ден повикувам на поголема масовност. Не знам зошто и какво се случува ова со нашиот народ. Не баремо од никој насилно. Овие со големи пензии треба да разберат. Не ги уништуваме нивните пензии. Не ги намалуваме. Нема закон кој што не може да ги намале пензиите. Има закон да ги зголеме пензиите. Јас ги прашам едно друго, како што рече и нашиот координатор. Ајде сите по 20% да дадиме у фондот на пензионерите. Секој колку што зима од 20% од пензиите. Да вратат назад. Дали ќе има доброволци за тоа да вратат 20% за у фондот? Значи сакат да земат на процента, а не сакат да дадат на процента. Еве, ние помалите пензии се слагаме, сите да дадиме, да речеме по 10, да го зголемиме буџетот, еве да дадиме 10%. Меѓутоа, зошто немаме поддршка? Дали не сваќаат дека нивните пензии никој не ги, нити ги бара, нити бараме помош од нив. Бараме поддршка само. Тие си го зимаат тоа што го заслужиле. Исто кај Крагов. Нас сте казали системот, сте добиле таа ставка со ниски пензии. Меѓутоа не значи дека треба да останеме до крај. Значи треба да овие инфлации, на овој начин на живење не се издржува ова. Свесни се сите. Ја не знам власта шо мисле. Станка ли ќе не откажа? Станка си тера по неизина. Едино мој предлог е да се слушаме во најскоро време. Да направиме веќе редно е да се окажеме нашето незадоволство на друг начин. Радикално, како што реков минатиот пат. Блокирање на пенсионерските здруженија. До петок, дозволите, од петок уште ќе чекаме што ќе се случи, видејќи каквите резултати ќе ги кажат у петок. Од петок ќе извадиме тетрадка за подписи, ќе собираме подписи со цел да го смениме целокупното раководство на пензионерскиот здружение и сите здруженија у Република.